Велит имам Неуи рахимахуллаху таала, фаслун التأدب مع شيخه حال انشغاله أو ملله. Велит поглавје за воспитување со наставникот или учителот кога тој е зафатен или е уморен. Како треба да се воспитуваат? Кои етики треба да ги има сега ученикот, ако го гледат наставникот дека е зафатен со нешто, ангажиран со нешто, или пак гледат кај него дека имат уморен. Велит имам Неуи рахимахуллаху таала: ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله وروعه وخوفه وغمه وفرحه. Велит она што е важно да се внимава да не чита пред шејхот. Значи некој порано, вие сега кај нас не се практикува тоа. Порано оде учениците како имам Шафија рахимахуллаху таала ја прочита книгата на имам Малик рахимахуллаху таала Муатта. Одеше со негова книгата на имам Малик и ја читаше целата кај него, пред него. Имам Малик слушаше, ако имаше потреба негде да го поправи, го поправаше и му кажеше стави ова не ти е точно ова. Значи слушај, порано оде да читаат кај шејхот со книгите. Шејхот слушаше и објаснеше ако имаше потреба за објаснење. После вели, значи она што е важно да се внимава да не се чита пред шејхот, а срцето на шејхот гледаш е зафатено. Гледаш дека тој не му е умно тука, ангажиран е, зафатен е натре. Гледаш не е концентриран во она што го читаш ти. Или пак уморен, вознемирен вели, тажен. Мојот некогаш учител да е тажен, зашто луѓе сме. Мој мат умрен некој од фамилијата. Мој да е искушен со нешто и е тажен. Не треба да инсистираш да читам. Или да го прашвиш денеска. Гледаш дека не можам тука, не инсистирај. Да те прашам. Треба да го оставиш на мира. Или пак радосен. Многу радосен. Како денеска, например, муслиманите сите се радосни и шејховите сите се радосни, ептен. И ој ти го прашиш нешто, некое прашање што е многу мој да е. Што треба време за тоа да ти одговори. И тој од радост мој да ти одговори ти нешто погрешно. Или да не ти го дава точниот одговор како што треба, зашто тој не е концентриран во она што зборува. Или пак гладен. Го гледаш на шејхот не е концентриран од глад. Му се јајт. Времето е дојдено да јајт сега. Не треба да инсистираш да читаш или да бараш нешто од него. После велит или жеден. Му се пиет вода. Ептен жеден, ти сега инсистираш да читаш или да го прашиш нешто. И сака да бега за да пиет вода. Или пак поспан. Некогаш на шејхот мој да му дојде сонот. Да му се спиет. Шејх да те прашам нешто. Тој не е тука. Срцето му спиет. Уморен да те прашам. Не. Или пак немирен. Или слично велит кога му е тешко и му ја отежнува целосната концентрација. Значи концентрација му ја отежнуваш. Овде не прашај, не инсистирај. После велит имам Неуи рахимахуллаху таала или пак енергијата му ја отежнува. Затоа што е уморен. А треба да се користат моментите на неговата енергија и активност. Значи треба ученикот кога го гледа шејхот дека сега треба да е мудар студент е оној што го гледа шејхот и го анализират. Кога сме да го прашвит, кога не сме да го прашвит. Ова се стигне, како се стигне ова? Ова се стигне со долгото дружење во меѓлиси на знаењето и со учени луѓе. Тогаш почне да испатит кога е моментот за прашање, кога не е моментот за прашање. Значи се навикви. Значи треба да се користит кога е тој во енергија, активен. И тогаш да му даеш прашање, зашто тогаш ќе ти дај добар одговор.
ќе ти објасни со ајети, со хадиси, со иџма, со све што треба ќе ти објасни шејхот, како што треба, затоа што е активен, имат енергија сега да зборуваат. После велит, сега продолжит какви етики треба да имат ученикот. Велит имам Неуи рахимахуллаху таала, "Ва мин адабихи أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله." Велит од етиката на ученикот е да ја поднесува грубоста или лошиот карактер на учителот. Некогаш шејхот мој да се нервират, затоа што сме луѓе. Мој да е нешто уморен, мој да е нешто насекиран натре и некогаш мој да се поднесви према тебе со грубост или со лош карактер. Не треба тоа да види себе да се оддалечиш од него. Ова велит имам Неуи, кога ти имаш право, студентот има право. Ако гледаме правилно, овде студентот има право. За шејхот овде грешвит према него. А замисли денеска, ако зборуваш или го креваш на некого гласот од оние што учат кај тебе за нивната добрина, за да учат Куран, за да идет спремни и да се љутит или пак да не го поднесвит карактерот на шејхот за неговата добрина. Ова уште полошо. Овој вели ти си во право овде и треба да го поднесвиш лошиот карактер или грубост на шејхот. И тоа вели да не те одврати од неговото дружење и треба или пак верувањето во неговата способност. Лошиот карактер, грубоста негова некогаш, тој 95% со тебе се однесви добро, со ахлак, со морал, те учит, нон-стоп ти дават насихати, нешто се нервија, некогаш се дешава, се поднесит грубо со тебе, не можеш да го поднесиш. Еднош не ти даде убо селам, например, како што си дава секогаш, еднош не ти даде убо селам, не одам ја веќе да го слушам. Не земам ја повеќе од него, не сакам меџлис од него да го гледам. Ова е лошиот твој карактер, ахлак, и ти ќе имаш пропаст, не тој. Ти нема само тука, во неговиот меџлис, него во секој меџлис што ќе одиш ти нема да имаш успех. Зашто не знаеш почит на знаење и на знаениот човек. И нема Аллах субхану ва таала да ти дај берекет. Зато велит имам Неуи рахимахуллаху таала, велит ва јатааула لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. Велит, треба да ги толкуваш, како да ги интерпретираш неговите зборови и дела кои на прв поглед изгледаат погрешни со правилни толкувања или интерпретација. Така ли велит имам Неуи рахимахуллаху таала. Значи да ги интерпретираш неговите зборови што ти ги имат речено лоши и лошиот карактер или некое дело што го направено лошо према тебе, да го интерпретираш на најдобар начин. Овде кога се зборуваат браќа на најдобар начин, ова е во границите на шеријатот се зборуваат. Кога имат некои грешки што се шеријатот ги прифатит, значи тие грешки. Ако има некои грешки што шеријатот не ги прифатит, тие грешки, како големи гревови, ширк, куфр, ова, тие не се интерпретираат на најдобар начин. Ако има некои големи гревови или некоја лоша ахлак од шејхот што не е во границите на исламот, пак велит долу во книгата велит, пак треба да видиш благ со учителот и со благо да одиш кај него и да му даваш насихат како што ти личи тебе како ученик. Не треба да бидеш груб
или пак со лош ахлак. После вели имам Неуи рахимуллаху таала, затоа што кој немој да стигнет на да го интерпретират велите овој е. Значи зборовите на шейхот и делата на шейхот на најдобар начин немој да стигнет еден што е со малку успех. Allah subhanahu wa ta'ala malo ima dajen od uspehot ili ić nemat uspeh. Nema da mu dajte uspeh. Allah subhanahu wa ta'ala. Pretežno moj da mu se naјt čare što verime nije. Имат место за разговарање, имат место за разум. После велит имам Неуи рахимахуллаху таала, да не должиме многу, велит: "Wa idha jafahu ash-shaykh ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإنقاء لقلب شيخه له." Велит имам Неуи рахимахуллаху таала, ако учителот е груб со него, се кажуваат лош према него некогаш, тој треба, кој е тој? Ученикот. Треба да започне со извинение. Треба да му се извинува на шейхот. Иако шейхот греши. Зашто велит? И да му покаже дека вината е твоја. Значи, твоја негова. На ученикот, не на учителот. Така да се покаже пред шейхот. Велит после и обвинувањето е на тебе, значи на ученикот. Затоа што тоа е најкорисно за тебе во овој свет и во другиот. За твојот корист. Оти што бара знаење. За твојот корист е ова. Ако се однесеш добро, тебе ќе ти биде, вели имам Неуи рахимахуллаху таала, корист во овој свет и во другиот свет. Велит после, а исто така го чисти срцето на учителот кон тебе. Ако му бараш на шейхот опрост и извинение, извини, го чистиш срцето на шейхот према тебе, да мисли добро за тебе. И да знае дека имате еден, што вистина го барат знаењето. Зашто? Ке ни кажи сега имам Неуи рахимахуллаху таала, وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل. Рекле, кој не трпи на понижувањето на учењето, значи на знаењето, ќе остане цел живот во темнината на незнаењето. А кој ќе трпи, неговата работа ќе заврши со слава во овој свет, значи Allah subhanahu wa ta'ala ќе го креват во овој свет и во другиот свет. Затоа се пренесвите од Ибн Аббас радијаллаху таала анху. Овој го пренесвит во книгата Кешфул Хафа лил Аджлуни. Исто го пренесвит ад-Динавари билаф, велит Ибн Аббас радијаллаху таала анху: "Залалту талибан فعززت مطلوبا." Велит Ибн Аббас радијаллаху таала анху, велит се понижив како ученик, па станав горд и баран. Се понижив како ученик, па после Allah subhanahu wa ta'ala станав, велит, горд, ме направи горд и да ме бараат луѓе, да имаат потреба за моето знаење. Колку минути се направиве? Од прилика? 47 минути. Со другите поглавје, иншааллах субхану ва таала, ќе продолжиме во другиот дерс. Allah subhanahu wa ta'ala да ни дајт корисно знаење и воспитание и да се молиме Allah subhanahu wa ta'ala да ни дајт гордост и да му дајт гордост на нашите браќа таму во Шам и иншааллах Allah subhanahu wa ta'ala да ни ги развесели, како што рековме уште од почетокот, срцата и очите и душата со победа во Кудс, во Палестина. Немојте да ги заборавите во вашите дови. Allah subhanahu wa ta'ala да ве наградит за сабурот и трпението
на меџлисите на знаењето и да имаме корист од овие етики, затоа што еден уммет што немат етика и ахлак нема да имат гордост. Уммет што немат етика нема да имат гордост. Ова земете како правило. Зато знајте, браќа, нашиот шејх Ахмед ибн Хафиз аш-Шанкити, Аллах да го чува, вели дека ајетите на етиката во Куранот се повеќе од ајетите на таухидот. Ајетите на етиката се повеќе во Куранот и од ајетите на таухидот. Затоа што и во таухидот Аллах субхану ва таала го спомни етиката. Ако медитираш во ајетите, не да го земиш ајетот вака само како што го гледа на прв поглед. Него ако медитираш во ајетот, ќе видиш дека Аллах субхану ва таала прецизно зборува за етиката на еден верник. Затоа вели тој дека ајетите на етиката се повеќе од ајетите на таухидот. Аллах субхану ва таала да ни даде добар морал и ахлак и оддалечи се од харамите, чувајте ги вашите очи од она што е харам, од гледање на туѓи жени што не се махрем за вас, за да имате берекет во знаењето, затоа што знаењето не остави на едно срце полно со гревови. Прето Имам Шафија што грешил? Ненамерно и то. Кога се жалеше кај Вакија ибн Џаррах, се пренесуваат дека го виде само петицата на една жена. Петицата на една тужна жена, на не сакајчи, ногата. Значи ногата на една жена поминвеше напад и му отиде очите на ногата долу на една жена. И откако што памтеше 250 хадиси на ден, не можеше да памти ни 50 на ден, едва. И тогаш се пожали кај Вакија ибн Џаррах, неговиот учител, су'a хифзи. Шакауту ила Вакија су'a хифзи. Се жалев кај Вакија ибн Џаррах дека не можам да меморизирам, слабо меморизирам, не можам да меморизирам убо хадиси. Фа аршадани ила тарки al-ма'аси. И ми даде заповед да се оддалечам од гревовите. فإن هذا العلم نور, затоа што ова знаење е светлина, а светлината на Аллах субхану ва таала не му се дава на еден грешник, на еден покварен натре, душа и срце болно. Аллах субхану ва таала не дават. Зато ние многу слушаме, многу заборајме. Знаете, браќа, зашто? Зашто во TikTok кога ќе влезеш, не знаеш како ќе излегнеш. Кога ќе влегеш во Instagram, не знаеш што ќе гледаш. Кога ќе влегеш во Facebook, не знаеш што гледаш. Кога ќе излегнеш на чаршија, не знаеш што гледаш. Кога ќе одиш на кафе, не знаеш која ти служи. Ние не ги гледаме овие работи, ама овие се, овие ти прават штета и точки во срцето, црни точки. Так и ти стануваш болен после. Allah subhanahu wa ta'ala da ve čuvati i da ve nagradit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah ќе продолжиме другата недела.